Со одигрување на представата Стюардеси на драмското студио Спортлайт од Штип, која учествуваше во официјална конкуренција во надпреварувачкиот дел, синоќ беше спуштена завесата на скратеното издание на 58-миот драмски аматерски фестивал. Наместо официјално затворање, фестивалот заврши со самото завршување на представата, без одјава и евентуално довидување до 59-тиот ДАФ до година, што остави впечаток на организацијски хаос кај оние што со интерес ги следат театарските случувања во Кочани. Дотолку повеќе што манифестацијата протече без ниту една пресконференција, без каква и да е соработка со медиумите, а преку нив и со јавноста, па на крај меѓу другото протече информација дека бил од ревијален карактер. Покрај тоа нема да биде регистрирано доделувањето на наградите и признанијата на театарските групи и поединци, како што новинарите не можат да земат изјави од победниците, жирите, организаторите. Денеска на Фејсбук организаторите на 58-миот ДАФ беше објавена одлуката на жирито, каде стои тричленото жири на 58-то издание на ДАФ во состав Адем Карага, Перо Даниловски и Александар Димитров. Ги поздравува, им се заблагодарува на сите учесници на одговорниот однос, ентузијазмот и љубовта кон театарот и на крајот од фестивалот ја донесе следната одлука. Награда за главна женска улога Ива Џорлева како Џева во Стюардеси, награда за епизодна машка улога Мартин Ристов како Најдо во Стюардеси, награда за главна машка улога Видан Станоев како Негро во Не се клади на енглези, награда за најдобра режија Диме Коцевски за Не се клади на енглези и награда за најдобра представа во категоријата театар за деца и младенци Авантурата на принцесата Лили и награда за истражување нови сценски изразни средства и експеримент во аматерскиот театар Студио за актерска игра Прва проба од Скопје. Гран при наградата Васил Ќортошев се доделува на Не се клади на енглези во режија на Диме Коцевски, а во изведба на театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци.